специјално добродојдовте на меѓународната арбитражна конференција при унапредување на арбитражното законодавство до подобро деловно окружување. Прво сакам да му давам збор на председателот на постојаниот изборен суд господинот Горан Рафајловски да ве поздрави. Повелете. Почитуван потпредседател на влада доктор Кочо Анѓушев, почитувана екселенцијо Сибил Сутер Техада, амбасадорката на Швајцарија, почитувани арбитражни институции, почитувани гости, почитувани предавачи, ви благодарам за присуството на овој веќе втор настан во под покровителство на ЦЕИ, а оваа година и под покровителство, извинувам, на швајцарската амбасада, во која што ни помогна да одржиме еден ваков значаен настан за развој на арбитражата во Република Македонија. Сакам да се пофалам дека 9 луѓе успеавме да покренеме арбитражата од некоја точка на едно завидно ниво. И оваа година имаме бројки кои ги надминуваат сите очекувања, всушност ги надминуваат и очекувањата на останатите кои не веруваа во оваа институција дека ќе имаме поголем број на предмети и предмети кои ќе овозможат и ќе ни го покажат капацитетот и знаењето на нашата арбитража. Во огромен број на големи компании веќе стои арбитражната клаузула. Наша следна задача е да се потрудиме средните компании исто така да ја внесат арбитражната клаузула. Наша следна задача е да пробаме да направиме законска измена за арбитрерност на одредени правила и норми кои што ни се потребни за да го стигнеме, ако ништо друго, законски регионот, иако регионот не е подобар од нас во арбитражните постапки, туку законски да го стигнеме регионот и да имаме право на арбитрерност на имотно-правни спорови, она што досега го немавме. И воедно сакам и да се заблагодарам за тоа што владата е присутна овдека и да ја повикам уште еднашка, како што и најави надвор вице-премиерот, дека голем дел од нивните инвестицијски спорови ќе пробаат да ги стават во нашата арбитражна заедница или во арбитражниот суд на Република Македонија, Пристопанската комора на Република Македонија, и дека ќе ни помогнат да станеме сериозен фактор кој што ќе влие на подобрување на општествено-економското уредување во Република Македонија и ќе покаже дека имаме и стабилно и применлив правосуден систем кој што може да функционира без разлика што овој тип на арбитража изгледа необврзувачки, има огромен број на правила за кои што во овие 2 дена вие ќе слушнете. Има сериозна подготовка пред да дојдете и да се појавите во арбитражната постапка. И морам однапред да ви кажам дека странките во една арбитражна постапка, ако се сериозно припремени, веќе однапред ќе знаат со почетокот на судењето каде во кој правец ќе оди и кој ќе го добие спорот. Заради тоа што ова не се предпоставки, овде се трудиме да нема никакви влијани, значи и мислам дека досега не сме имале апсолутно никакви влијанија. И од таа причина сметам дека интегритетот на арбитражата ќе се расте и ќе биде поголем, а благодарам за поддршката на владата за истото. Пред се почитуван председател на постојниот арбитражен суд во Стопанската комора, господин Горан Рафајловски, почитувани присутни, почитувана екселенција, амбасадорка Техуда. Значи, она што јас како и сега подпредседател на владата, односно заменик на председателот на владата за економски прашања, а и како стопанственик предходно, можам да го кажам во делот на арбитражите, е дека тие се пофлексибилни него редовните судови, дека се поефикасни доколку се со дигнитет и доколку се со капацитет да ги решат проблемите, и дека, што е најважно, се брзи, бидејќи се едностепени и двете странки земаат обврска дека ќе почитуваат одлуката на арбитражниот суд, а од друга страна и се заштитени арбитражните судови со меѓународните конвенции, дека доколку учествуваат во таквиот арбитражен спор странки од различни држави, дека таквите пресуди, да речеме, на арбитражниот суд ќе бидат извршени и во домицилните држави. Тоа е многу важно и тоа е многу
како да кажеме, ефикасно како алатка за решавање на споровите помеѓу компаниите, па и помеѓу државните предпријатија и компаниите, и некој пат помеѓу државите и компаниите, државите како нели влади. Се разбира, постојат различни спорови, постојат инвестициски спорови, постојат комерцијални спорови, постојат арбитражни судови. Ние тука за различни спорови дискутираме за комерцијален арбитражен суд во нашата држава, помеѓу кои што се однесуваат значи на заштита на комерцијалните права на странките. За жал, јас имав прилика да учествувам во повеќе такви арбитражни спорови кои што и сега во владата Македонија ги имала од минатото и сега се уште трајат. Процесот е транспарентен, од делот на тоа дека се номинираат од двете страни по еден арбитар, а после тие заедно номинираат трет арбитар. Се разбира дека во позадина треба да се спремат многу документи, дека треба да се спреми многу правна подлога за сето тоа, но она што како резултат од сето тоа се добива, еве ги слушнав бројките, и мене тие бројки ме радуваат, дека најдолгиот спор во арбитражниот суд при Стопанската комора на Македонија траел 9 месеци, а најкраткиот 4 месеци. Тоа е скоро незамисливо во судска пракса, онаква каква што имаме во стопанските спорови во нашата држава, бидејќи не само што има овој првостепена пресуда, него после тоа имаме второстепена пресуда. Многу често второстепените пресуди од апелација се такви да тие не одлучуваат мериторно, значи не донесат одлука, него го враќаат спорот на првостепениот суд, па таму тој повторно се преотвара и се преразгледува, и имаме судски спорови кои што во државата траат со десетици години, нели, неколку години па до десетици години. И сето тоа прави една неизвестност на економијата, и тука механизмот на арбитражен суд при Стопанската комора може во голема мерка тоа да го подобри. Се разбира, за да се развие оваа област, потребни се две паралелни работи да се случуваат и да се развиваат во државата. Едната работа што треба да се развива е свеста кај стопанството и кај државата воедно дека таквиот арбитражен суд е можност на кој што треба тоа да се решава. А второто е, значи, мора да се гради и капацитетот на арбитражниот суд, бидејќи во тој случај кога странките ќе се обврзат и во својот договор ќе стават клаузула дека го прифаќаат арбитражниот суд, тие му дале голема доверба и практично добар дел од нивниот деловен потфат го ставиле во раците на тој арбитражен суд доколку настане било каков проблем. Што значи, да скратам, од една страна треба да расте свеста на општеството, на економската заедница, на стопанската заедница во државата за таквите можности, но паралелно мора да расте и капацитетот на арбитражниот суд, да тој добие реноме, рейтинг, дигнитет, да компаниите веруваат во него, и како што веруваат денеска, да речеме, во арбитражните судови кои што се добро познати во светот, како што е ИСИК во Вашингтон, како што е, не знам, арбитражниот суд во Париз, во Цирих, во Виена и така натаму. Вие имате случаи кога компании кои што не припаѓаат на тие држави во своите договори ја ставаат како клаузула дека за нив ќе биде важна, односно ќе биде арбитражата на тие судови валидна. Зошто? Заради тоа што тие веруваат на тие судови, веруваат во нивната непристрасност, во нивната професионалност, и ние треба тука да му помогнеме, значи, на овој арбитражен суд во Стопанската комора на нашата држава да и го добие тоа реноме и дигнитет. Ние како држава сме спремни да партиципираме во тоа, да дел од договорите се разбира тие кои што, бидејќи тоа мора да биде на двете страни, значи треба да биде договор на двете страни на тој договор. Не може никој да наметне дека арбитражата ќе биде, како да кажам, обврзувачка од страна на едната страна, освен нели ако него ставиме во тендерските постапки, па да таму каде што стои договорот дека арбитражата таа, меѓутоа таа арбитража треба биде со дигнитет за да било кој, нели, странски партнер исто така на истата и верува. Мислам дека сите заеднички ќе го изградиме тој капацитет полека во нашата држава. Пред се
се надевам прво помеѓу домашните компании, домашните и странски компании, а после тоа да тој со својот дигнитет и капацитет може да докаже дека нели влева доверба кај пошироката заедница. Јас лично ќе бидам многу среќен да видам дека поголем дел од случаите, не како сега што е 5% или 7%, него поголем број од случаите од стопанството се решаваат на арбитража. Тоа во голема мерка ќе придонесе и за ослободување, да речеме, на економијата, бидејќи знаете дека за развојот на економијата покрај субвенциите кои што може да ги даде една држава, привилегиите, други работи се исто така многу важни како предуслов, а тоа е да има владење на правото. Арбитражата е една од можностите да владење на правото без влијание на државата, без влијание на правосудството, да речеме, кое што е многу критикувано кај нас. Второ е да имате стабилна држава, тоа веќе познаеме што подразбира, да имате стабилна политичка ситуација. Мислам дека доста се направи на тој дел со чекорење напред кон евроатлантските интеграции и нормално да секогу му гарантирате дека ќе може на некој начин со соодветно работење да направи позитивни финансиски резултати, зашто бизнисот и постои да направи профит. Ние не можеме да поинако ги дефинираме работите. Еве, јас се извинувам ако бев малце екстензивен во излагањето, но сакам да дадам поддршка на ваквиот процес, ценам дека е корисен за стопанството, во тој смисол и го поддржувам и посакувам добра работа денеска на конференцијата која што имате, на панелите. Се надевам дека оваквата конференција ќе придонесе за градење на капацитетот и на арбитражниот суд, но и на свеста во стопанството дека оваквиот инструмент постои. Ви благодарам на сето. Господине подпредседатели, ви благодарам на сеопфатната поддршка. Точно е дека ако ги ставите во тендерите однапред арбитражата ќе можете да ја наметнете и ви благодарам за таа идеја и очекувам да ја реализирате. Како што останатите компании кои инвестираат од странство ја наметнуваат арбитражата на која што се навикнати, не е дека оваа арбитража не е доволно добра, а воедно оваа арбитража е отворена за сите странски компании да знаат дека може да номинираат суди од сопствените земји како би биле заштитени во своето право или во примената на договорите кои ги донеле. Од таа причина, ние како арбитража сме сериозно отворени за сите компании да го прифатиме предизвикот на инвестициите и предизвикот воопшто на споровите кои ќе настанат од инвестициите, кои нормално како бизнисмен никому не ги посакувам, но сигурноста што ја нудиме како арбитража е сериозна за тие што ги инвестираат. Да продолжиме понатаму и да завршиме со првиот панел. Почитувана екселенцијо, господја Сибил Саутер Техада, ве молам за кратко обраќање. Okay. Oh, no, I can hear. Yeah. So, Deputy Prime Minister Anguchev, dear Mr. Rafailovsky, ladies and gentlemen, I would like to thank the Economic Chamber of Macedonia for the invitation to this conference on the reform of arbitration legislation. The Economic Chamber of Macedonia is a trusted partner of Switzerland in various fields, and I am glad that our cooperation also extends to the field of arbitration through our support to this important conference. From the Swiss perspective, the advantages of resorting to arbitration as an alternative dispute resolution mechanism in the domestic as well as international context are more than evident. On the one hand, arbitration relieves the burden from the judiciary and allows to deal effectively with cases that would otherwise end up in the courts. On the other hand, handling commercial стопанските спорови кои што се решавани на економски разумен и ефикасен начин возможуваат брзо решавање на споровите за компаниите и зголемувањето на нивниот обрт и отварање нови работни места. Швајцарија има долго и корисно искуство со користењето на арбитражата за
домашни и надворешни спорови. Повеќе од 100 години сме едне од предпочитаните места каде се слушува меѓународна арбитража и имаме развиено во центар на експертиза во светот. Има доста причини за ова. Добро развиен правен систем, законодавство што го поддржува, швајцарските права на меѓународната арбитража се познати низ целиот свет за инкорпорирање на најдобрите практики и меѓународните стандарди и за да бидат применливи низ конвенциите. Швајцарија целосно го признава потенцијалот на арбитражата како ефикасен метод за решавање на спорови и неговото позитивно влијание на зајакнувањето на владењето на правото и поддржување на економскиот развој. Овие се важни приоритети на Северна Македонија и другите земји во регионот. Нема сомнение дека оваа конференција е од исклучително значење. Мило ми е што гледам дека Стопанската комора на Македонија зема иницијатива заедно со експерти за да ги подобри меѓународните и домашната арбитража и е подготвена да види како може да се искористат швајцарските искуства